Денеска видовме една ситуација на почетокот од 20 глава во Лука, каде Исус со божествена мудрост ги замолчал свештениците и старешините, откако на нивното прашање одговорил со прашање и тие не му одговориле ништо. Сакајќи тие да го фатат во стапица, сушност се наместиле самите. И не само тоа, туку ја изобличила нивната вистинска духовна состојба, како што кажавме денес, оние кои што биле тие, кои што требало да духовно да распознаат кој е вистински, а кој е лажен пророк, не знаеле да го сторат тоа, а биле спремни да кажат дали Исус е Месија или не. Како што спомнав претходно, потоа следи во оваа глава од 9 стих па некаде до 19 онаа парабола за лозјето и лозарите, која што парабола, нема се задржиме на неја денес, добро ја разбрале оние кои што требало да разберат. Повторно старешините, свештениците. Стих. Во истиот час книжниците и свештеничките главатари гледаа да стават рака врз него, значи веќе добро ги испровоцирал, најавувајќи ја судбината на Израел, уништувањето и на Ерусалим, но се плашеа од народот, имено разбра дека за нив ја раскаже оваа парабола. Им било јасно дека параболата се однесува на нив, но не сакале, не можеле всушност да дигнат рака на него затоа што се плашиле од народот, ако се сеќавате и денес спомнавме, го следел народот, едва и чекал тој да се појави во храмот и да го проповеда Евангелието. Едноставно го слушале со големо внимание. Но ова не ги поколебало Исусовите непријатели со уште поголема решителност тргнале да го уништат, но како што и веќе видовме и претходно, во сите такви ситуации Исус излегувал како победник и тоа било момент да тој се прослави. Излегувал како посилен, а неговите непријатели станувале бесни. И сега вечерва ќе разгледаме уште една ситуација во која што сакале да го фатат Исуса, се обиделе со директна конфронтација, значи, ние сме против тебе и точка, и не успеале на тој начин, откако виделе дека не можат така, сега сакале тоа да го направат на прикриен начин и ќе видите како лукаво постапиле. Иако се плашеле од народот тие во своите настојувања да го убијат, да го уништат, да го тргнат едноставно, не се плашеле од Бога. Упорни се во своите настојувања да го фатат во тесно или на збор и така натаму. И, значи, како што кажа, вечера ќе видиме една ситуација каде што Исус повторно ќе искористи божествената мудрост и ќе им даде еден неверојатно мудар одговор. Читаме од 20 стих во Лука 20 глава. И наблюдувајќи го, значи добро го наблюдувале и проучувале како, од која страна да го фатат, му испратија луѓе кои се правија праведни, за да го фатат во некој збор и да им го предадат на началството и на власта на управителот. Значи, испраќаат шпиони, Елен Вајд вели дека тоа биле некои млади, кои што наводно Исус можеби не ги познавал, не биле оние истакнати фарисеи, старешини. Значи, испраќаат шпиони, го наблюдуваат одблизу. Еден друг стих во Марко 12:13 ни дообјаснува кои биле всушност овие шпиони или од кој
групи на луѓе. Марко 12:13 ни да објаснува и ни кажува, вели, тогаш испратија некои од фарисеите и иродовците за да го фатат во збор. И веќе еднаш спомнавме. Фарисеите и иродовците биле спротиставени групи. Едните сакале да добијат, се бореле за религиозна власт, другите да ја одржат она световна власт. Сеќават, иродовците биле поддржувачи на Ирод Антипа, соработници со римската власт. И се правеле и ја користеле римската власт за да ја задржат Иродовата династија на власт. Сеќавате, минатиот пат спомнав, ако читате во Лука 3 глава, ќе видите не дека само Ирод Антипа бил четворовластник на две области, туку и неговиот брат Филип, мислам дека се викаше исто така. Значи, семејно биле на власт се наоѓале и соработувајќи со римската власт сакале да ја задржат својата династија, односно Иродовата династија на власт. Значи, секој со своји причини и обединети во омразата кон Исуса. Иако две спротиставени групи, како нели подоцна кога ќе биде распнат Исус, седукеите и фарисеите. Исто настапуваат заеднички. Интересно е што Исус имал неверојатна моќ да ги обедини луѓето, или во љубовта кон него, или пак во омразата кон него. Ако се сетите таму во Откровение 17 глава, кај што е опишан новиот светски поредок и оние 10 цара, кои што беа едномислени, тргнаа во бој против јагнето. Значи, ќе се обедини цел свет, со исклучок на еден мал остаток, од омраза против јагнето, од омраза против Христа и вистината. Така и овде. Значи, иродовците заедно со фарисеите били испратени како шпиони да го фатат на збор, за да го обвинат секако. Значи, 20 стих уште еднаш и наблюдувајќи го, му испратија луѓе кои се правеа праведни, за да го фатат во некој збор и да им го предадат на началството и на власта на управителот. Замисли си постојано да сте под лупа, да едва и чекаат да ве фатат на збор на било што, на некоја најситна грешка и да искокнат. Пазете што вели стихот, шпионите се правиа дека се праведни. Значи се преправаат дека се духовни, честни, се интересираат за духовни теми, па затоа му се обраќаат, а целта им е всушност друга, да го фатат на збор. Значи сега користат друга тактика. Не отворен напад, не отворена конфронтација, туку дури им уласкаат и го прашаа велики 21 стих, учителе, му се обраќаат со зборот учителе. Знаеме дека право зборуваш и учиш. Дека си праведен, дека твојата наука е исправна и не гледаш кој е кој, не гледаш на лице, и тоа е точно што го кажуваат, туку според вистината поучуваш по Божиот пат. Значи ти си од Бога учител и поучуваш како што треба, по Божиот пат. И му поставуваат прашање, значи најнапред му ласкаат, да го наведат, да каже нешто што не треба за да го фатат на збор, и потоа вели, му поставуваат прашање дали е дозволено, 22 стих, да даваме данок на Кесарот или не, на Цезарот. Она ситуација што ја разгледавме изутринава беше ситуација каде што добро ги среди Исус, можеме да кажеме, а сега тие мислат дека го имаат во своји раце, да му вратат мило за драго, што велиме. Елен Вајд во Копнежот вели, фарисеите постојано се жестеле поради изнудувањето на данок од страна на римјаните. Сметале дека плаќањето данок е воспротивно со Божиот закон. Сега виделе прилика на Исуса да му постават стапица. И му поставуваат прашање, дозволено ли е, во ред ли е да даваме данок
на Цезарот или не. Секако не само фарисеите и самиот народ бил обременет со овие давачки. Во што се состоела стапицата? Ако Исус одговори, ако рече дека е дозволено да се плаќа данок, ќе ги вознемери фарисеите, но и народот, и ќе му опадне популарност, сеќавате, предходно читавме, дури старешините од предходната парабола, пред овој текст, видовме дека сакале да подигнат рака врз него, меѓутоа се плашеле од народот. Сега со ова, тие сакале прво да постигнат, ако одговори дека е во ред, е дозволено да се плаќа данок, тогаш ќе ги вознемери фарисеите, како што реков, и народот ќе му опадне едноставно популарност, народот ќе се отргне од него. Но ако рече дека не треба да плаќаат данок, тука се иродовците, другата група, кои што, како што кажав, биле соработници со римските власти, веднаш ќе го пријават и ќе речат дека еве го овој дига бунт. Значи, имало две пречки за да ја постигнат својата цел. Прво е популарноста негова кај народот. И до толку голема, како што видовме, затоа што дури не смееле да дигнат раце на него, заради народот. Па сега сметаат дека со оваа нивна и троштина ќе може да ја срушат популарноста кај народот, значи ќе ја тргнат едната пречка и втората, ако кај народот не можат кај римските власти, можеле да го пријават кај римските власти, и ова било згодна прилика за тоа, ако каже дека не треба се плаќа данок. И сега мислеле дека имаат подготвено еден гениален план. Нема каде да бега Исус. Што ќе одговори? Значи и го прашуваат, велики учителе, знаеме дека право зборуваш и учиш и не гледаш кој е кој, туку според вистината поучуваш по Божиот пат. Дали е дозволено да даваме данок на кесарот или не? Му ласкаат, како што кажав, и тоа јавно пред народот, за да ја постигнат целта, како што кажавме погоре. И кој е неговиот одговор? 23 стих. Тој пак го разбра нивното лукавство. Значи, Исус бил спремен. Се гледа дека бил спремен. Овде не е ова некоја ситуација каде што знаете ќе се најдете во некоја таква тесна ситуација, пак Господ ќе ви притече на помош. Не, Исус е спремен. Исус ги знае нивните намери, Исус ги чита нивните срца. Тој не е изненаден од ваквата ситуација. Тој знае што му се спрема и знаеме дека располага со Божја мудрост. И што прави? Зема една паричка, еден денари и вели, 24 стих го читам, покажете ми денари. Чиј образ и надпис има? И ти рекоа Кесарев. А тој им рече, 25 стих, тогаш дајте му го Кесаревото на Кесара, а Божјото на Бога. Ова е толку познат израз што се користи денеска и во секојдневниот говор, знаете, не мора да е тоа меѓу религиозни луѓе кои што ја познаваат Библијата. Интересно зошто Исус ја искористил таа паричка, одnosno денари. Самата паричка ги потсеќала на данокот кој што го плаќале. На предната страна од паричката, кај што бил ликот на Цезар Тибери, пишувало Цезар Тибери, син на божествениот Август. Цезарите се правиле богови, си придавале на себе божествени прерогативи. Значи, и сега паричката била жив доказ во рацете Исусови дека фарисеите, иако биле против данокот и некои од римските закони, сепак тие со задоволство живееле под таквите закони и под римската управа. И користеле многу благодети, че користеле денариите, парите, кои што го носеле ликот на Цезарот. Го користеле патниот римски систем, се сеќавате и знаете какви совршени патишта градале римјаните, што тоа време денес постојат оние делови кои што се пронајдени. И ред други погодности, многу други бенефиции користеле.
од римјаните. Но во исто време паричката содржала една голема лага, оно што го кажавме, Цезарот не е Бог. Тој е обичен човек. И сега Исус им се обраќа, всушност преку овој одговор им вели, на кого му припаѓате вие? Во чиј лик и чиј образ сте вие создадени? Ако на паричката е ликот на Цезарот, во вас е втиснат Божиот лик. Вие му припаѓате на Бога. Бог ве сака како свој верни чеда, односно како некој кој што ќе му служат. Не на Цезарот, туку на Бога. Односно, Бог ве сака вас во својата служба. И со други зборови, прв и најважен е Бог. На Бога ќе му го дадете тоа што му припаѓа на Бога. А оно што е редно да му се даде на Цезарот, затоа што едноставно тоа е власта која што е и треба да се почитува, ќе му го дадете тоа што му припаѓа на Цезарот. Или со други зборови, на Цезарот дајте му го делот заради тоа што тој со својата власт ве обслужува во вашиот живот овде, но до онаа граница која што не се коси со Божите закони, а на Бога дајте му го останатото. Дајте му се себе, нему му припаѓате. Каков перфектен одговор, зашто? Затоа што не можеле од ниедна страна да го обвинат. Значи, од една страна Исус се сложува со оние кои што велеле дека Цезарот не е Бог, а од друга страна Исус се сложува и со оние кои што велеле дека треба да им се покоруваме на властите. И затоа, 26 стих вели, на овој перфектен одговор, Исусов вели, не можеа да го фатат во збор пред народот и замолкнаа зачудени од неговиот одговор. Прво, трие раци мислеа дека имаат генијално смислен план и сигурно ќе го фатат Исуса во оваа стапица, а за да на крајот замолкнале и биле зачудени на неговиот перфектен одговор. Тоа е таа божествена мудрост. Ако се навратиме само малку погоре неколку стиха во Лука 20 глава 17 и 18 стих, при крајот како ја завршува параболата со лозарите, да ги прочитаме овие стихови, Лука 20, 17 до 18. Значи Исус ги погледна и рече, тој ги погледна и рече, тогаш што значи ова што е напишано, каменот што го отфрлиат зидарите стана глава на аголот. Секој кој ќе падне врз овој камен, ќе се разбие, а врз кого ќе падне тој, ќе го сотре. Не можете да се играте со Исуса, не можете да се играте со Бога, не можете никако да го победите, немојте да мислите дека сте помудри од Бога. Постојано ќе се сопкате, ако така мислите, од тој камен и ако не паднете врз него, односно со други зборови во превод, ако не му се предадете конечно, тогаш на крајот тој ќе падне врз вас и ќе ве уништи. И еве, кој знае по кој пат, непријателите Христови не успеале да го фатат во стапица и токму преку овие ситуации може би највеќе се прославил Господ и место да го фатат на збор во стапица, неговите непријатели секојаш на крајот му давале чест и слава, како што овде гледаме, значи зачудени биле на неговиот одговор. Човечката мудрост никогаш не може да се справи со божествената мудрост. Каква е нашата шанса во сето тоа? Доколку ние му се спротиставиме? Никаква. Знаете, денеска луѓето живеат живот без Бога, мислејќи дека се мудри, дека се силни, но еден ден кога и да е, ќе мора да се соочат со тој камен. И ако не паднат на него, да се скршат, да му се предадат на Бога, тогаш неминовно
резултатот крајен е пропаст. Тој ќе падне врз нив и ќе ги здроби. Не треба да се бориме со Бога и не треба да се правиме дека сме многу мудри. Туку она што е потребно е да му се предадеме, и тоа да му се предадеме целосно. Видовме уште една ситуација каде што Исус перфектно се извлекол од целата оваа ситуација и го прославил Бога уште еднаш и им дал една добра лекција на неговите непријатели и фарисеите и иродовците во овој случај околу овој пример со плаќањето данок. Ние денес знаеме дека јас често пати така го земам ова како пример. Ако во време, често пати знам и јас самиот да се соочувам со проблем во смисол на тоа со некои закони државни кои што може би се чудни и така натаму и се прашуваш дали треба да ги почитуваш или не. Но сепак не може да се спореди ова наше време со Христовото време. Ако Израел, кој што бил под римска власт, под окупација, па Исус ги поучува дека треба да му дадат на Цезарот данок и да ги расчита сите оние сметки што треба да ги расчита, тогаш што останало за нас денес. Иако може би ние сме на некој друг начин окупирани, да кажеме денес, меѓутоа сепак разликата е огромна со тоа време. Значи, Господ не повикува и да ги почитуваме властите од една страна, но од друга страна да ги почитуваме до онаа мера, до онаа точка која што нема да премине од другата страна или како што често пати, како што знаеме да кажеме, ако доека не чепнат во првата плоча од законот. Околу тоа кому треба да му се кланяме и кому да му служиме. Знаеме дека идат времења кога баш таму ќе се дрзнат да чепнат и ме потсеќа ова сега на времето на Данијел. 6 глава Данијел, мислам, ја проучувавме од неодамна. Ќе биде донесен неделниот закон или закон кој што ќе удри во нашиот однос со Бога, токму во таа прва плоча. Но сетете се и на таа ситуација баш денес со брат Гоце, малку дискутиравме попладнево. Неделниот закон нема да биде потребен за нас доколку ние претходно паднеме, односно доколку претходно пронајдат некаква нечестност, корупција или било што во нашиот живот. Затоа што се сеќавате, Данијел бил испитуван на секое можно ниво и откако ништо не му нашле во неговиот живот, како бил целосно чист, потоа му го наметнале овој закон или со итрина, поттикнувајќи го царот да донесе закон кој што ќе удри на неговиот однос со Бога. Или еве во преносна смисла во наше време неделниот закон или било каков друг закон кој што баш ќе чепне таму каде што не треба, односно каде што мора на прво место да ни биде Бог. Нека Господ ни помогне да изградиме еден цврст карактер, да не можат да ни пронајдат никаква мана, па тогаш неделен закон или било што и да донесат Господ е тука да не избави и од лавовска јама, и од било каква друга јама, и од било какви други непријатности. Нека му е слава нему. Амин.